Утре во Брисел ќе се одржи министерски состанок меѓу Европската комисија и представници на земјите од Западен Балкан за решавање проблемот со престој и статусот на професионалните возачи во Шенген зоната. Што македонските транспортери очекуваат и дали се оптимисти? Тоа е фактот дека од 6 се помести за трети состанокот, ни дава надеж да бидеме оптимисти дека брза лента ќе се решаваат овие проблеми, затоа што и на Европската комисија па и на сите им стана јасно дека прекинот на синџирот на снабдување е многу опасен, поготово што патиштата кои водат низ Западен Балкан се најблиските и даваат најмалку трошоци во однос на сите алтернативни други патишта да се врти околу. Од Европската комисија најавија можност возачите да добијат посебен професионален статус, што би возможило пофлексибилни правила за престој и 5-годишни визи. Дали ова ги задоволува очекувањата и го решава проблемот? Да, ќе ги задоволи потребите, бидејќи тоа и го баравме. Значи, да сакаше Европската комисија да не иземе од ова правило, тоа веќе ќе го направеше порано кога во специјална регулатива ги изема екипажите на бродскиот, железничкиот и авиопревоз. Меѓутоа, очигледно е дека сакаат некоја контрола да имаат на движењето на професионалните возачи. Така да доколку, како што викаат и србите и босанците, според нивни информации, овие визи би се ваделе електронски, навистина би било олеснат процесот, би имале можности да ги задржиме возачите, затоа што веќе нема да се соочуваат со депортации и такви немили случаи кои што се случуваат досега со затварање и депортација. Во колков период би требало проблемот да се реши? Јас вака од прилика, као и што наговести министерот, дека минимум би требало 6 месеци да помине. Меѓутоа, според информации кои ги добивме и од другиве држави, значи има некои преговори и сугестии да за овој период дека се заврши цела оваа постапка, дека ќе се прекинат овие броење на денови на возачите и затворање, бидејќи се знае дека веќе имаат посебен статус. И се надевам дека на ова што го слушнавме незванично, дека и ќе опстојат за да немаме понатака проблеми. Како резултат на најавените разговори, 4-дневните блокади кон сите гранични премини кои водат кон земјите членки на Европската Унија минатата недела беа отстранети. Заменик председателот на валата и министер за транспорт Александар Николовски изјави дека на состанокот ќе се бараат решенија координирани со транспортерите и дека возачите се клучен дел од регионалната економија. Конечните одлуки се уште не се донесени и се очекуваат по средбата во Брисел. Проблемот е сврзан со правилото 90 од 180 дена, односно возачите сега имаат статус на туристи, што невозможува нормално транспортирање на стока и луѓе.